Господине Лумчев, која е визијата на Семакедонскиот национален совет Македониум? Зашто се залагате како организација, од кога сте формирани и која е впрочем задачата на вашето действување? Семакедонскиот национален совет е формиран некаде декември месец 2016. Меѓутоа беше некако сето тоа планирано подолго време со оглед на актуелните случувања во државата и однесувањето на политичките субјекти. Посебно овде мислам на председателите на раководствата на двете најголеми македонски политички партии. Имаме една ситуација каде што тие две политички партии буквално со секој подпис кој ќе го стават покажуваат афинитет, би рекол, за распродажба, за продавање на македонските национални интереси и сето тоа оди на штета и на македонскиот народ и на државата како целина. Од тие причини формиравме организација која што буквално ја има секаде каде што има македонци низ светот. Имаме своји ограници таму и сме со намера, значи тоа што го покажавме со 18 начала на нашата платформа изнесена како македонска национална доктрина, подготвена од мене и од господин Нестор Огинар, да ги вратиме работите на место. Значи има работи кои што се кријат од македонскиот народ, меѓутоа постапките на двете политички партии кои што ги спомнав кажуваат точно за тие работи. Значи потпишување на документи, гласање на закони, измени во уставот директно задираат во македонското национално ткиво и ние денес имаме една ситуација каде што Македонија од национален устав каде што македонскиот народ беше државотворен народ, денес имаме ситуација со дозволувањето на формирање на етнички и малцински партии, буквално сите сакаат да ги протуркат како народи да бидат државотворни на нешто што не се, а они треба да имаме во предвид има своји матични држави каде што тие права ги имат. Кои ќе бидат вашите понатамошни активности како Македониум во иднина? Јас ќе искористам оваа прилика да го повикам македонскиот народ на 31 јули во 17 часот. Собирно место е Соборниот храм во Скопје. Ние како Македониум решивме јавно и отворено да окренеме гласот со организирање на протести против актуелната политичка ситуација и потписите на овие договори. Од таа причина тие протести се замислени да се искаже неодобрувањето, неприфаќањето на народот на ова што го работи денешниот премиер, председателот денешен на Собранието на Република Македонија и сакаме да го дигнеме својот глас против сите антимакедонски пропаганди и активности, да окажеме собствениот став. Имаме и една работа која што морам да ја кажам, се извинувам. Значи на 9 септември годинава, тоа е значи за месец и пол од прилика, свикавме Семакедонски национален конгрес или собрание или како сакате наречете го и ќе дојдат македонците од целиот свет. Овде, во Македонија, во овие историски моменти, да го дигнат гласот и да го кажат ставот и македонските црвени линии, кои што се преточени во 18 точки кои што ви ги дадов. Значи, началото на македонската национална доктрина. За тоа зборувам. Олумчев, дали во меѓувреме планирате одржување на одредени трибини со цел да се анимира населението за вашите активности и за каузата за која што се борите? Со оглед на фактот дека националните телевизии перцепираат пракса, значи повеќе да ги појавуваат еден Груевски, еден Заев, како носители на она најпаметното во Македонија, доколку со Господ напред се биде добро после чествувањето на празникот на Свети Илија на 2 август, имаме во план, бидејќи ние веќе започнавме снимање на емисија за македонската историја, каде што имаме намера да ги исправиме историските грешки на кои што кумуваше и Македонската академија на науки и уметности. После тоа да одиме по општините, по градовите со стручни тимови и екипи, од историчари до дипломати, до секакви луѓе кои што се во склопот на Македониумот, на македонскиот народ да му се каже вистината. Не политичките интереси на политичките партии, македонската вистина. И кои се исправните македонски ставови во овој момент. Значи, зборуваме за историски моменти.
Господине Лумчев, јас ви благодарам на ова кратко интервју.